Тишина, кафе и истиот поглед кон истите ветувања. И секој ден истото прашање. Дали е ова животот што го заслужуваме? Слушаме за промени, слушаме за подобра иднина. А реалноста? Младите се заменуваат. И мора да прашаме. Зошто младите напуштаат својата земја? Дали затоа што не ја сакаат? Или затоа што нема зошто да останат? Младите не бегаат од одговорност. Тие бегаат од недостиг на одговорност. Затоа што кога нема одговорност, нема доверба. А без доверба, нема иднина. И кажете, кој е презема таа одговорност? Сите зборуваат за промени. Но промена без одговорност е празен збор. Ајде да зборуваме за нешто друго, за труд. Зошто денес трудот се почесто не е доволно? Зошто некој што се труди, учи и работи останува на истото? И прашањето е едноставно. Дали трудот се уште вреди? Без правила нема ред, без ред нема фер шанса. Без фер шанса нема мотив да останеш. И токму тогаш почнува проблемот. Затоа што млад човек што гледа неправда, полека престанува да верува. Кога ќе исчезне почитта, исчезнува свет. Довербата, заедништвото, надежда. И остануваме секој сам за себе. И сега прашањето е најважно. Што правиме ние? Дали молчиме? Дали гледаме? Дали чекаме некој друг да промени се? Затоа што вистината е една. Кога молчиме, губиме. Губиме правда, губиме можности, губиме иднина. И најлошото, губиме без борба. Но промената не доаѓа од чекање. Таа доаѓа од акција. Од одговорност, од труд, од почит, од храброст да се каже доволно. И ако сакаме нешто да се смени, мора да почнеме од нас. Не од утре, не од некој друг, туку од нас. Затоа што иднината не се чека, таа се гради. И ако продолжиме да молчиме, тоа ќе биде нашиот пораз. Но ако проговориме, тоа ќе биде наша победа. И затоа, кажете ми, дали ќе молчиме уште? Или конечно ќе проговориме? Или ќе е наш збор, наша одговорност, и само така можеме да веруваме дека во оваа земја и ајде сите заедно да живееме Македонија. Благодарам.